земјоделци, јас сум Јанков Митко, председател на Агроцентарот Верц. Не знам колку се запознати сите земјоделци, ама ќе кажам, ние водиме борба веќе повеќе од 2 години за тие субвенции, исплаќање на време и многу други побарувања. Што се случи? До сега владата не најде начин да ги реши тие проблеми. Со благо покушававме повеќе пати. Протести имавме и лани во декември, кој беше ветено дека ќе исполнат, а од сето тоа се падна во вода. Значи, порачувам јасно, немојте да чекате да дојдат избори, па да ни пуштите субвенции, премајкате. Значи, сакаме субвенциите да се исплаќаат на време, не селективно, да не ги притискате земјоделците, да им пуштате некои ваши отрчковци, да одат да ги казнуваат, да ги заплашуваат. Умре тоа време што беше. Значи, не бараме да ни дадете отче пари, нашата заработена мака. Па господине Трајан, додека бевте вие председател на фармери, на Федерација на фармери, тогаш трчавте од фармерите и баравте се и се што. А кај сте сега да испаднете да им дадете на фармерите или сега сте од другата страна? Кој тој Трајан, бе? Изгубен случај. Затоа ќе ви кажам, ако сакате да помогнете на земјоделците, немојте да ги декларирате дали се ВМРО, дали се СДС. Еве членската книжка овдека е. Значи нашето здружение не ги селектира на партиски одредени политички партиски одредени. Вие сте тие кои ги бележите партиски. Мене ме деклариравте дека сум ВМРО активист, дека сум ги правил сите валкани работи за ВМРО. Кои се тие, ве молам, една кажете. Испаднете јавно да кажете пред народот. Да ми пуштате инспекции, да затварате фирми и така натака. Нема да ви помине тоа. Тоа ви се удри од глава, господине. Идат веќе избори, земјоделецот е свесен, знае што треба да направи. Ваше беше само да подпишете 3 налози, да исплатите субвенции на време. Вие тоа не го сторивте во рок од 1 година. Чекавте да дојде земјоделецот, да се организира преку Фејсбук, да се организира и експресно, не да ги пуштите, него да ги излажете пола, затоа што не ви се сите субвенции пуштени. Кај ви се субвенциите за кози? Кај ви се субвенциите за млеко? 2018 зборуваме, не зборуваме за 2019. А веќе се фалите дека ќе ги пуштате за 2019. Немојте ве молам, земјоделецот не е приглуп. Земјоделецот е најпаметен у оваа држава. Ви благодарам.